Почитувани во пресцентарот на МИА е градоначалникот на општина Пробиштип, господинот Драган Анастасов. Господине Анастасов, добро ни дојдовте во пресцентарот на МИА. Добро ви најдов, благодарам за поканата. Така. Господине Анастасов, вашата општина беше презадолжена. Успеавте да ја вратите во живот, односно вашата општина стана ликвидна. Ова ви е втор мандат. Како успеавте? Дали се откажавте од одредени проекти? Општина Пробиштип, како што споменавте, беше најзадолжена на истокот општина 2017 година или првиот буџет кога го креирав јас со моите соработници за 2018 година. Тогаш должевме околу 3 милиони евра купно или два реални буџети за општина Пробиштип со оглед на реализацијата која што имаше во изминатите години. 2018 многу јасно изградивме став дека ќе работиме на основа само на приоритети за првата година и дека мораме да враќаме долгови. Немавме интерес кај самите економски оператори и ако спроведувавме јавни набавки немаше кој да се јави, бидејќи ја знаја финансиската ситуација на општината. Полека чекор по чекор преземавме чекори да ја раздолжиме општина Пробиштип. Успеавме на крај на првиот мандат да општина Пробиштип биде без долгови, односно да биде ликвидна општина и со креирање на реални развојни буџети. Она кое што е многу важно за општина Пробиштип, сакам да го потенцирам дека ние како општина, како ретко која, од година во година сме со се поголем буџет. Но зборам реален, бидејќи Пробиштип минатата година заврши со реализација од 89% буџет или во бројки од над 140 милиони денари. Оваа година имаме 3 милиони евра основен буџет на реална основа. За поголем дел од работите средствата се веќе обезбедени и јас се надевам за прв пат во историјата на Пробиштип дека ќе имаме реализација на 90% или најголем реализиран буџет. Многу труд се вложи за сите овие постапки. 11 пати во изминатиот период бевме блокирани во првиот мандат или во први 2 години. 11 пати деблокиравме, но не дозволивме да бидеме општина која што ќе работи со лимит и ќе ни се трупаат каматите. Не ми беше лесно кога граѓаните бара она кое што е ветено да го реализираме одма прва година, но со разговори со нив баравме разбирање дека ние како општина нема да кренеме бело знаме, нема да се откажеме. Затоа зборам дека бараше многу време, многу жртва, многу посветеност за да успееме и тоа да не биде на штета на проектите, туку работевме постојано на изработка на проекти. По мене сметам дека за една општина да биде успешна, клучот е токму во изготвувањето на проектни документации. Општина Пробиштип е една, исто ќе кажам, од ретките која што најголем дел од програмите реализираше по пат на донација. Дали биде тоа амбасади, фондации, министерства, Центарот за развој на Источно-Планскиот регион и така натака, најголем дел реализиравме во проекти по пат на донација. Околу 3 милиони евра спомнав долг целосно разложен. Имаме ануитети од кредити од претходното раководство кои што редовно ги сервисираме. Тоа ни останато околу 9,5 милиони евра се инвестира во Пробиштип, на територија на Пробиштип, во патна инфраструктура, затоа зборам по патна донација или со средства од буџет. Дали овде ви помогна централната власт? Имајте во предвид дека вие сте градоначалник од редовите на СДСМ. Градоначалниците од редовите на ВМРО ДПМН се жалат дека ја немаат таа толку голема поддршка. Јас сметам дека ако имате издржани проекти, нема власт која што ќе ве обструи и ќе ве кочи. Знам, првиот состанок кога го имавме со владата 2017 година пред проекција на буџетот, беше кажано дека секоја општина која што ќе биде спремна со проекти, дека програмите на владата се отворени за сите општини и не ги делеле. Јас знам дека во првиот мандат имавме колеги од ВМРО кои што беа успешни или каде што реализираа проекти од буџетски средства од државниот буџет, така да сметам дека моите колеги треба да се фокусираат на работа само на проектни документации, а средства има од каде да се обезбедат. Така, според вас, општините дали се подготвени за децентрализацијата да продолжи?
Има ли проблеми? Децентрализацијата треба да продолжи со една сигурно посилна динамика. Управо она кое што е предноку, како што кажат, дека дел од градоначалниците знаат да се жалат, на тој начин ќе бидат посамостојни, ќе имат повеќе средства, бидејќи не се мали проблемите на општините и на градоначалниците. Во секој еден сегмент или во секој едно поле, сметам дека треба да се зголеми процентот на поврат на ДДВ за општините. Сметам дека треба да се зголеми процентот на персоналниот данок, каде што општините, затоа спомнав, ќе бидат посамостојни од аспект на влијанието на централната власт или нема толку да очекуваат помош од државните програми кои што ги спроведуваат министерството. Така. Според вас, колку е реално обстојувањето на малите рурални општини? Тие трупаат долгови. 2018 година е една од, ќе кажам, најодговорните реформи или закон кој што го донесе тогашниот министер Драган Тевдовски, беше токму ограничувањето на буџетот. Во прв момент јас не се согласував како градоначалник. Ставот го деле повеќина на мои тогаш колеги, но факт е дека таквото решение се покажа дека е многу домакински, многу одговорно, да општините проектираат реални буџети на база на она кое што го оствариле во последните 3 години и на тој начин сигурно во иднина нема да се јават општини кои што се презадолжени. И затоа сметам дека последните неколку години таквата пракса треба да продолжи, општините треба да креираат буџет на реални основи. Ние во Пробиште имаме ситуација со оглед на тоа дека јас бев и во 2009-2013 година, каде што проектиравме буџети на желби. Ќе ставиме све на хартија, ќе се изгласа буџет од 200 милиони денари, на крај реализација имаш не цели 90 милиони. И ние имавме, пак ќе се прави ребаланс за да се покаже поголем процент на реализација. Сега последните 3 години, 4 веќе се проектираат реални буџети секаде и секоја она општина каде што има средства или работи за да има поголем буџет, односно градоначалниците со своите тимови, за да тие можат реално да проектираат буџет кој што после е реално остварлив. Така. Младите се иселуваат од источниот регион, од Брегалничкиот регион, и од градовите и од селата. Зошто? Поради тоа што нема доволно добра инфраструктура пред се во селата или? Во вашата општина сите села ли имат водовод и канализација и патна инфраструктура? Во водовод и канализација, речи си сите, во патна инфраструктура годините на нас работевме да ги подобрим условите. Меѓутоа, јас ќе бидам многу отворен, ќе кажам мојот став. Задоцнети се инвестициите во руралните средини. Ако сме сакале да ги задржиме луѓето во руралните средини на села, во селата, требало тие барем да бидат инвестиции пред 20 на години. Пробиштип е таква општина каде што руралните средини се помали или со помал број на жители. Ние како општина економски ќе кажам сме една од подобрите. Пробиштип е индустријска општина, индустријски град. Ние сме имале многу убави моменти и периоди. Сме имале и тешки години, кога на 2 пати беше затворен и рудникот и фабриката за акумулатори. Јас се сеќавам на тоа време, бидејќи потекнувам од такво семејство и затоа зборам дека економски Пробиштип е добар, ги гледам постојана комуникација со приватниот сектор кој што е многу важен за една општина, меѓутоа миграцијата е проблем кој што го има секаде. Кај нас имаше една стагнација пред некој известен период. Сега Пробиштип беше една од ретките општини каде што зимскиот распуст не се отпиша нити едно дете од училиште. Имавме такви примери во соседни општини во Македонија, повеќе има. Меѓутоа сега овој период до крајот на школската година имаме каде што се отпишуваат 6 дечиња. И тоа е навистина она кое што мене ме загрижува, не ми е убаво како градоначалник кога слушнам дека тоа семејство отишло во Словенија или отишло во Норвешка. Јас имаме редовни станоци со самите директори на основните училишта. Една од новините за кое што јас се залагам како градоначалник, е овде за прв пат јавно ќе ја кажам, дека оваа година Пробиштип обезбеди униформи на сите дечиња, бесплатно за родителите, малку да ја помогнеме во оваа криза околу буџетот, но и да ја намалиме она класна разлика, да не е важно
кои се родители на тоа дете, туку дека ние како општина водиме грижа за секој едно дете. Инвестираме во младинските школи спортски, да општината ги финансира и ги покрива трошоци за тренерите, да можат децата да бидат на спортските терени, родителите да не бидат изложени на трошоци и она кое што го силно работам и мислам дека ќе успееме, е наредна година Пробиштип да биде општина каде што ќе има бесплатна храна за секој дете до 5 оделение и бесплатна градинка. И оде се офаќаат некаде околу 1000 наши семејства. Јас сум оптимист дека ќе успееме и во еден ваков чекор, тоа се навистина големи буџетски средства, но со оглед на плановите кои што ги имаме, доколку немаме пречки, или нешто се случи како што имавме во изминатите години пред се пандемијата или енергетската криза, да мора да ребалансираме средства, да правиме измени на програми, јас мислам дека ќе успееме во тоа и ќе бидеме ретка општина. И со тоа сметам дека одреден дел од родителите ќе предомислим, односно ќе правиме чекори за да тие си останат во својот роден град. Така. Пробиштип е град каде што е сместена тешката индустрија, барем во овој источен регион. Имате рудник, имате топилница, имате фабрика за акумулатори. Но исто така го имате и старото хидројаловиште, кое е меѓу оние 13 најжешки еколошки точки во земјава. Да ни кажете, дали ќе дојде ред и време да се реши овој проблем за граѓаните на Пробиштип, бидејќи всушност тој ја загадува и почвата, и воздухот, и водата? Јас се надевам дека ќе дојде ред и време наскоро да кажам дека отпочнуваме со решавање на овој проблем. Јас многу пати сум зборел за овој проблем, не само што сум зборел, туку сум преземал и во конкретни чекори и како прва генерација, или јас како градоначалник во локалната самоуправа во Пробиштип, која што влегла да го реша овој проблем. Се претходно, без разлика на која и да е власт, било само зборење пред избори. Јас и изминатите месеци, еве и денеска имаме седница на Совет, каде што ќе се расправа за проблемот за хидројаловиштето, е проблем кој што пред 26-7 години не била ставена никаква намена во ГУП-от. 2015 година е последниот обид на владата да се додели експлоатација на таа површина, каде што со оглед на самиот временски период, бидејќи тоа е неактивно јаловиште, неисплатливо, оние ретки метали кои што ги имаше во самата студија, навистина се мал процент и 4, мислам дека субјекти, странски инвеститори правеле анализи, испитувања каде што не се нафатиле да експлоатираат. Од 2019 година, јас како началник, почнавме да правиме чекори за решавање на овој проблем. Од урбанизација, од Министерство за животна средина, Министерство за економија да се откаже дека тоа е експлоатационо поле, па да дојде во делот на земјиште на Република Македонија. Па се до денеска, каде што ние имаме таму во фаза на изгласување, односно одобрување од страна на Министерство на транспорт и врски, 2 детални урбанистички планови, но пречка искочи намената на генерално урбанистичкиот план. Сега правиме обединета постапка на парцијална измена на ГУП-от, заедно со двата детални планови, за да можеме да го направиме она што се обидувам да го објаснам на опозицијата, да го направиме тоа да биде корисно земјиште или корисна површина. За каков и да одлучиме чекор да го решаваме јаловиштето, ние мора да имаме урбанизација. Мојата идеја 2020 година, 2021 кога почнеме да го работиме новиот проект како општина, заедно со професорите на факултетот Гоце Делчев во Штип, каде што имаат огромно познавање токму во тој дел, е на таа јаловишна површина, со оглед дека почвата загадена децении наназад, да спречиме загадувањето и на таа површина да се постават фотоволтаици. Зошто сметам дека тој проект е важен? Затоа што Пробиштип е индустријски град. Пробиштип има голема потрошувачка на електрична енергија. Јас сум сведок, бидејќи мојот карактер на човек пред се, но и како градоначалник сум вклучен, да кажам, во секој еден проблем на приватниот сектор или на поголемите. И се сеќавам како минатата година и претходната
менеджментот на Тапмак, на Булмак беа уплашени дека може да се случи затварање на рудникот. Стигнавме на 650 евро мегават час. За 2 месеци, ако платат електричната енергија, тие ќе го искористат целиот нив годишен профит на компаниите. И пак можеше да се случи, за жал и трет пат Пробиштип да биде во една, повторно ќе кажам, безизлезна ситуација, или тогаш ќе баравме спас. И од аспект дека ние сме индустријска општина, јас сметам дека и денеска зборам дека е најпозитивниот пример или најпаметно решение да од жариште на болести, од Жешката еколошка точка 13, како што кажавте во Македонија, ние направиме фотоволтаична централа на површина од 400.000 квадрати и каде што таму ќе имаш обновлива енергија и единствен проект каде што можеш да добиеш бенефит како општина. Така. А градоначалник Хидроел, виштето, еве, гледачите на Мија да им и читателите на Мија да им биде појасно, тоа е старо рударско езеро, исушено, во кое што сега има тешки метали. И тоа создава сериозни здравствени проблеми на граѓаните. Што значи тоа? Ќе има ли затрупување на тоа земјиште или? Така. Проектната задача која што беше дадена од наша страна како општина, проектот кој што е изработен, значи прва фаза за дренирање, па потоа глинено јадро целото да се покрие јаловиште, да нема пропустливост на загадување на почвата од атмосферската вода која што ни доаѓа, секако најправи одводнување, потоа тампонирање на целата површина и можност да се јави некој инвеститор да влезе. Ова ќе чини многу. Значи некаде околу 3,5 милиони евра е обврската која што би ја преземал инвеститорот да го санира. Секако тој да го купи земјиштето и потоа да си инвестира во фотоволтаична централа. Ако успееме, бидејќи јас тој аспект кога се навестуваше енергетската криза, влеговме во еден ваков проект да кажем отворено и да го искористиме, да искористиме можноста да привлечеме некои од големите компании. Се работи овде за многу голема инвестиција. Најпрвин тој треба да инвестира во санација на јаловиштето од 3,5 милиони евра. Фотоволтаиците се скапе, навистина, инвестиции и после секако дека ќе има сигурни инвестиции во самата мрежа. Електрична така да станува за многу комплексен проект, многу скап, но тоа е едно од решенијата. Ние закочивме, ќе кажам отворено, во делот на самата урбанизација, она кое што се случи дека ќе кажам слободно, пред 26-7 години направиле тогаш превид или грешка тие планери кои што работеле на генерално урбанистичкиот план на Пробиштип, не ставиле намена на таа површина и ние сега ако сакаме за било какво решение, дали после ќе оди рекултивација, да не мора да бидат фотоволтаици, ние мора да имаме урбанизирана површина. Мора да знаеме каде е точно јаловиштето, што офаќа. Јас уште еднаш ќе повторам, се надевам дека за неколку месеци ќе имаме комплетно, како што сега имаме комплетна проектна документација за санација на јаловиште, ќе имаме и урбанизиран дел на таа целата површина и за брзо се надевам половина година сигурно можеби ќе дојдеме до реално решавање на најголемиот проблем во делот на загадувањето. Додека решавате една еколошка точка, стара еколошка точка, ви се отвара друга. Тоа е иницијативата, тоа е постапката околу отварање на нов рудник за злато, плавица, црн врв. Успеавте ли, еве, заедно со еколошките активисти, со сите чинители во вашата општина, да го стопирате отварањето на овој нов рудник? Јас повеќе пати сум разговарал со менеджментот на новиот рудник кој што сака да се изгради или да се отвори на Плавица, на територија помеѓу Пробиштип и Кратово. И управо ова кое што го кажавте пред малку, дека Пробиштип му е доволно или премногу од загадувачки капацитети. Пробиштип, прво што направи во првите месеци како градоначалник беше една парцела, индустријската зона на Неокази, каде што беше предвидено да биде, освен Кранфелд Фаундри, уште една градба за тешка и загадувачка индустрија. Направивме да биде таа компатибилна инвестиција, односно дозволивме влез на нов инвеститор кој што воопшто нема да загадува. Мојот став по однос на Плавица е многу јасен
и јас сум го кажал повеќе пати и уште еднаш ќе го повторам. Кога ми беше презентиран проектот од нивна страна, реков апсолутно дека ова е недозволиво. Ние овие денови во Пробишти имаме реакција за приватна парцела на сечење на боров насад, каде што општината нема никакви ингеренции, имаме луѓе кои што протестираат. Планот на Плавица или на Силген ресурси на Генезис е совкупна површина колку што е целиот генерално урбанистички план на Пробишти. Толку да опфаќа делот каде што тие имаат план во првите 3-4 години да експлоатираат. И од аспект на загадувањето, значи не е само да бидеме ние носители на функција која ќе требаат гласови или пред избори. Него ако имаш став, тој став треба да биде и кога си на функција. Јас заедно со граѓаните на Пробишти сметам дека нема да дозволиме да се отвори. Тие имаат можност меѓутоа институциите продолжуваат со постапката. Јас знам, меѓутоа го кажавме на Министерство на транспорт и врски, за кој што верувам дека во прв момент тие немале информација. Кажавме дека нашиот став како општина е неизменет, односно треба да разговараме, ние сме отворени за разговор со нив. Моето укажување до нив беше да работат на проект кој што нема да загадува, ако постои таков. Зборам за рудник, бидејќи тоа е, ќе кажам, единствениот дел кој што е чист на Пробишти. Токму потегот кај што треба да биде новиот рудник. И на крај, многу често ние знаеме да збориме за одржлив развој на општините, на регионите. Јас сум свесен дека Пробишти е рударска општина и ние сме познати по рударството. Но сметам дека треба да се почека и доколку се отвори некојаш Плавица, веројатно и самите технологии и начин на работа ќе биде со помал процент на загадување. Нека се почека, кога ќе кажат, имаме јасни информации дека експлоатацијата е при крај во самиот олово-цинков рудник, ќе оставиме простор, нека продолжи Пробишти по патот на рударството, но нека имаат можност и новите генерации кои што искачаат да екзистираат во Пробишти. Така, меѓутоа, еве, инвеститорот кажува со каква технологија би ја преработувал рудата, тоест би ја вадел рудата од рудникот. На тоа реагираат и еколошките активисти. Не им е јасно како ќе биде преработката на рудата. Значи, планот, јас сега ќе бидам отворен вториот проект, односно она кој што ми информира дека имаат сменето во делот на начинот на преработка на рудникот Плавица. Првиот модел беше апсолутно недозволен. Станува збор за ново јаловиште кое што ќе никне на северниот дел на Пробишти. Иако тие кажуваат дека нема да се користи. Тоа значи над градот Пробишти, така? Тоа значи на сами 2-3 километри од Пробишти, од потегот од Кратово, од тој дел. Од едната страна, ако влегувате во Пробишти, го имаме јаловиштето, кое што е жешка еколошка точка, сега ни фали да има уште едно од Кратовскиот дел кој што доаѓа во Пробишти и таман тоа ќе биде шести загадувач на територија на општина Пробишти. И затоа зборам, јас немам лично нешто против нив како инвеститор, свесен сум, кажав дека Пробишти е рударски град, меѓутоа сметам дека треба да се почека со тој рудник, треба да работат уште, мислам дека постои модел каде што ќе нема или ќе биде помало загадувањето, ваквиот модел како што го имат сега. Јас останувам на мојот став, бидејќи знам колку е штетно влијанието во Пробишти. Од ова јаловиште кое што го имаме, кога се крива таа оловна прашина, знам дека кога станува збор за еден таков рудник на ваква една површина, не може да нема загадување. Дали е потребен референдум по оваа прашање според вас? Ако треба, ќе одиме и на референдум, нека го кажат ставот граѓаните. Јас сум човек или носител на функција кој што го слушам гласот на народот, на граѓаните. Ќе разговараме, ако треба и референдум и на тој чекор ќе оди општина Пробишти, и тогаш нека се изјасна дали сме за отварање на нов рудник, дали не сме за отварање. Господине Анастасов, благодарам на разговорот. Благодарам уште еднаш и на вас на поканата. Почитувани, ова беше градоначалникот на општина Пробишти, Драган Анастасов.